Фиктивни фирми од Панама преку кои се переле пари за инвестиции во Македонија. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски прикажа документи на кои се гледа преку кои компании треба да се финансира комплексот кој во Тетово ќе го гради црногорскиот бизнисмен Миодраг Давидовик. Документацијата на Централен регистар покажува дека фирмата Јелак Градба, која е инвеститор, била од Панама, а како нејзини сопственици се јавуваат бизнисменот Дака и уште 3 лица со јужноамерикански имиња. На оваа фирма Дака бил председател, директор, секретар и благајник. Дециден е Николовски. Оваа фирма е основана во 2015 година од страна на 4 лица, од кои што едниот е познат Миодраг Давидович, а останатите 3 лица се лица кои што имаат така интересни имиња латински: Салазар, Де Леон. Емануел Салазар се јавува покрај во оваа група во дополнителни 8.861 компанија. Де Леон се јавува во 8.980 компании и третиот човек се јавува во дополнителни 5.660 компании. Николовски тврди дека неколку дена откако ја објавил аферата во Панама имало 6 посети од Македонија, додека во целата измината година имало само 1 или 2. Вели дека премиерот Зоран Заев нема лесно да се извлече од оваа ситуација, од јавноста треба да знае дека за да помине еден детален урбанистички план, прво треба да го одобри Министерството за транспорт и врски. А тоа не е процедура што може да се заврши за 7 дена како што беше случај со инвестицијата на Дака Давидовик. Предходно Заев призна дека им давал насоки на советниците од СДСМ во Тетово да гласаат за бизнисот на Дака. Лично тој дал зелено светло за ДУП-от кој вклучува изградба на 30 згради во центарот на Тетово.